Драги гледачи, повторно назад со црвена линија. Јас се чувствам многу среќен бидејќи е петок, последниот ден од работната недела. А Тина, што ли ќе збориме денеска? А денес имаме тема во која што особено не интересира вашето мислење, особено вашиот став. Во центарот на Скопје 1 метар квадратен 7 евра. Прашуваме, има ли уште? За еден другар прашувам, а еве прашувам и за Тео. Тоа е она што ќе го дискутираме. Телефонскиот број останува непроменет 02306677. А во продолжение, дека сме веќе тука за нашата тема, ние поставивме прашање на нашите социјални мрежи, односно Инстаграм, Телма телевизија и Црвена линија, со прашање за нашата главна тема, односно анкета. Дали би купиле парцела во центар на Скопје за 7 евро од квадрат? Да, не. Тие се опциите за гласање, го очекуваме вас да гласате, но и да задзвоните на телефонскиот број 02-307-6677. А секако оно што нема да заборавиме е да ве подсетиме што не смеете да пропуштите вечерва. Како се рефлектира војната во Украина на Македонија? Имаме ли специјална војна, психоза, страф или паника притиснати од случувањата? Дали разузнавачите си ја завршија работата и предупредија на обемот на кризата? Зошто председателот го назначи Фрчковски за амбасадор и покрај многуте контраверзии? За овие и многу други прашања председателот Стево Пендаровски вечерва во Топ тема со Снежана Лупевска-Созен. Гледајте во 19 часот и 15 минути. А сега вие што ќе видите е мала анкета што делот од екипата на Црвена линија ја спроведе, ја направи Утрина Сабајлево, да видиме околу темата мислења на нашите граѓани. Дали би купиле парцела од 7 евра квадрат во центарот на град Скопје? Треба да си будала да не купиш. Или да најдеш побудали од тебе да ти продадат за тие пари. А веројатно има. Па би купила што е 7 евра, ништо. Секако, ако е легална. Дали би купиле парцела од 7 евра метар квадратен во центарот на град Скопје? Обавезно. Да, одма. Нормално. Само плячкаши може да купи таква парцела. Не да ти кажам право искрено, бидејќи ја не сум од Скопје, ама не. Зашто? Одико во Скопје лудило е прво, затоа порано би купил негде така Пелистер Битолско, таму е многу помирно, многу поубаво и има свеж воздух. Кој треба според вас да одговара за распродажбата на државните земјишта? Не би можел да одговорам, но сигурен сум дека има служби кои што треба тоа да го решат одма. А Министерството за транспорт и врски? Па не знам, општините вајде, кој дава и Министерство за транспорт врски, кој подпишува, не знам кој подпишува. Тој што е одговорен, дали е тоа општината, дали е тоа градот како што е Скопје, или влада, или некој трет, не знам кој да е, али треба да е одговорен. Срамота е да се продава овде земјиште на овие простори за 7 евра. Тоа никаде го нема, веројатно само кај нас. Но ние сме библиска земја, посебна земја. Тоа беа размислувањата и мислењата на нашите граѓани, а сега ја на кратко ја потсетам како вие нас може ни се вклучите во денешната емисија преку социјалните мрежи Црвена линија на Facebook, Instagram и Twitter. Може ни се приклучите во порака, односно меседж, односно во коментар на тема на денот и да ја прокоментираме, да дискутираме заедно за нашата главна тема денешна. Нормално, ако имаме и подтема и тема плюс и највеќе кај што ве очекуваме на телефонскиот број 02-307-6677. А на денешната тема веќе имаме и гледач кој што ќе го вклучиме веднаш. Добар ден. Добар ден. Ајде, здраво живо. Здраво живо, секој е добро. Да сте живи и здрави. Па еве да прашаме, има ли уште 1 метар квадратен за 7 евра? А може ја малку да га пројдем таа црвена линија, малку да отидем на кај жолто, на кај зелено. Може? Па може и на тема се вратиме. Не, после може да ме вратите на пешачки. Ајде вака, во центарот на Скопје, 1 метар квадратен 7 евра. Што мислите? Еве, во Велес, во Битола, 1 метар квадратен колку е? 12 евра. Зошто? Зошто е 12 евра? Што некој од зависи од градоначелниците. Јас се јавувам од Тетово. И ме знаете добро.
Колку е квадратот во Тетово? Ако сакате да правите зграда, фабрика, нешто, колку е квадратот во Тетово? Јас ви гарантирам дека е повеќе од 7 евра. Зашто некој таргет не има. Знаеш како вика тоа после тоа? А ја го платив ова. Што ме интересира после? Тоа е разликата. Веројатно гледачите после мене ќе се сложат. Благодарам многу. А секако ние ви велиме благодарам што се вклучивте и сега ќе откриеме каков коментар, може би реплика на ова ќе има следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. И веќе се обидеме уште еднаш. Добар ден, црвена линија. Па и да се подсетиме на златното правило, тонот на ТВ премникот, односно телевизорот на нула, за да може најубаво да се слушнеме. Ало? Да, се слушаме. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Поздрав. Поздрав и до вас. Водителите. За ова вчера што се случи, значи е вистинска катастрофа. Во центар на Скопје 7 евра, тоа е чист криминал. Значи, каде сега јавното обвинителство да реагира? Еве, подопрен глас, ако веќе не можат да откријат пред тоа што имаат еден куп државни органи, треба да се реагира. Овој криминал што треба да се спречи. Кого ни прават будали сега од Никола Груевски донал пропис пред неколку години и сега по тоа се повикале. Па таму е 1500-2000 евра квадрат. 15 ката зграда да направи тоа место, па тоа е невиден криминал, за да го земе земјиштето за бадијала и да правил згради да тепа таму пари со канцелари со ова, со награди каде ќе правил таму господинот. Па треба државата да реагира ова и сите да ги поапси. И Богдановиќ, таму сите тие што учествувале во овој криминал. Ова е чист криминал. Околината на Скопје квадратен метар е околу 20, 30, 50, 100 евра. А они у центар на Скопје за 7 евра. И уште соват памет како некој донал пропис пред 10 години и по тоа се повикале. Па пасарна економија. Што не искочило тоа на тендер да видиме кој колку ќе понуди. Ама они вака на скришом никој мислеше дека нема да ги открие. Ама секоја таа не излегува некојаш на видео. Толку ви поздрав, чао. Голем поздрав до вас и благодариме што го споделивте и го цениме вашето мисли. Идеме сега со наш нареден гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Кој е вашиот став? Нашиот личен мојот став е дека црвената линија за Македонија е одавна покината. Добро, Ова е имате... нешто најхитно што можело да се случи на овој напатен народ. Станува за, еве, на секој поле распродажба на Македонија. Ве слушаме, да? Продолжете, имате... Еве, сега на политички план изгубивме, на историски план загубивме. Еве, сега почна да се односно да се продава, распродажба и на македонската почва. Ке немаме македонска почва, мртвите да се ги закопаме. До таму се оде. Јас не можам да сватам како овој наш македонски народ уште чека. Каде е неговото достоинство натопена ова земја со крв, со коски на секој чекор има наш. Низ ова земја. И уште чекаме едни мекотелци да ни управуваат државата. 90 секунди истекоа, внимавајте секогаш на тајмерот, затоа и го објавуваме. Благодарам што се вклучивте, а сега се префрламе на социјалните мрежи. Така да ги видиме реакциите на Твитер, односно Твитер реакциите. Идеме со првата слика на Сузе Малиот. Голем поздрав на Сузе Малиот. Ни коментираше на нас, црвена линија. Слика од мачка која прашува 7 евра за метар квадратен. Зимаш? Тоа мачето прашува. Идеме со нашиот следен твит. Цвета од Република Македонија. Државното земјиште по брза постапка купено. Министерството за финансии го прифатило барањето на компанијата на ЗСФ.ком во собственост на Фатмир Етеми за приватизација на државното земјиште спорт изграда на поранишната Нова Македонија по цена од 438 денари за квадрат.
А сега виднаш се префрламе на вас и вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Црвена линија, повелете. Добар ден. Добар ден. И уместо Делчево. Голем поздрав Голем до поздрав. Делчево. Како може, не ли е тоа смешно, со еден збор и безобразно да се купи место во центарот на Скопје за 1 метар квадратен за 7 евра. Кога јас во Скопје, во Министерството за транспорт и врски, пред 15 години купив за 1 метар квадратен 250 евра за метар квадратен. При објективна реална licitacija. И сега такви бедници ќе взимаат имот државен и на имот некојаш приватен и ќе представат газди и се нарече мокници за некои смешни суми на пари. Дали тоа тебе народ да го каже? Немаме ние суство што треба да го каже. Немаме суство да го каже, тој што го тоа направи. Што прибуде финансиска малверзација. Само народот треба да тоа да го реши. А народот се знае на кој начин тоа го решава. Ниту ВМРО, ниту СДС се тие што треба да го мамат народот. И тие се едни исти. Во една тиква што се вика со старички пръв. Затоа треба да стане народ со независни луѓе да тргнат тоа да го рушат и народ стварно да стане. Благодарам што се вклучивте. Веднаш го стапуваме времето за следниот гледач. Добар ден. Здраво. Здраво и добар ден, црвена линија. Добар ден, ајде, нека биде така. Значи, 7 евра и ја би го купил за 7 евра тоа чудо. Ме слушате? Да, одлично, сите ве слушаат. Значи, само ја не сум тој, да не го речем од оние рамковнине, за да го земам 7 евра, уз помош трикова, присила и принуда врз овие нашиве политичари. Бидејќи овде да се работи за еден тежок апартхеид, една тешка машинерија која го притиска македонецот и вака за 2 дела цени ќе зима земјиште. Знаете ли што ми е мака? Мака ми е што сега пример оваа афера што излегува, овие другиве големите патриоти ќе излезат на површина и ќе речат сега еве гледате што се дешава, а не памтат кога тој Миле Јанакиевски кога беше он за транспорт. Само без имиња, молам. Молам? Без имиња, нема потреба од имиња. Па добро, морам да спомнам бидејќи он беше тогаш министер за транспорт. Кога се продаваше земјиште за испари кај железничка станица, па испадна брука, еден куп приватни плацеви беа таму, па ги испобрка сите од ова што е за катастар, од таму, затоа што му дале погрешни информации. И овдека истите работи се случуваат. Значи, овие влади само 90 секунди истекоа. Благодарам што го споделивте вашето мислење со нас и драго ни е дека ви имава огромен број. Клучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден, одлично ве слушаме. Секој е добро, повелете. Овде нема многу што да се говори, се е по закон, ме чини, не би се сложил ја дека има некој тежок криминал. Знаете, кога се дава мито, се казва и тој кој го дава и тој кој го прима. Ова отприлика е така слично на нешто на тоа. Меѓутоа нема кој да каже дека е ова мито и корупција. Се си е по закон, така да. Жално испаѓа дека некој ископал дека ова се продало по таа цена. Сигурно никој не очекувал дека ќе се разоткрие. Блиско е тука и еден плац, Треска се вика као. Тек тамо да се види колку се докупени, да кажеме, квадрати по багателни цени. Затоа што некој демек има мало парцеличе, па ајде да си го припои како маркица. Жално е, Македонија е ова, не е. Севкупно гледано, мојот, да кажем, ироничен став на почетокот е занемарлив. Добро кажа многумина, криминал невидена. Но такво ни е суството и нема што да се прави. Едино народот ако се организира, а народот нема како да се организира, бидејќи целиот е испоподелен. Ова не се работи ни за партии,
Нешто слично се работи за лични интереси кои до сега до кој не каде. Истекоа 90 секунди. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. А во продолжение ќе слушнеме и реакцијата на опозицијата на ВМРО ДПМН околу продажбата на атрактивното земјиште во центарот на Скопје за 7 евра од квадратен метар. На таа локација земјиште се продава и по многу повисока цена, а стамбен или деловен простор доаѓа до 2000 евра. Тука продаваат градажно земјиште за 7 евра по квадрат. На истава локација се планира изградба на деловен простор во висина од 15 ката. Значи 15 ката висина, која ќе помножиме со 2000 евра за метар квадратен, ќе дојдеме до вредност од 30.000 евра по квадрат, а Општина Центар и Министерство за транспорт и врски дозволуваат продажба од само 7 евра за метар квадратен. А сега време да слушнеме и што изјави министерот за финансии, господинот Фатмир Бесими, и неговата реакција околу оваа продажба. Од медиумите дознав за случајот спроти Нова Македонија. Тој ќе биде и последен спроведен со уредбата од 2011 година. Очекувам етички чин од оние што ја искористиле досега. Не станува збор за продажба на земјиште, туку за приватизација на земјиште. Процесот на продажба се врши согласно законски прописи преку општина, а приватизацијата на земјиштето се врши врз основа на закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост преку правата за имотно-правни работи, а надоместот кој се плаќа за приватизацијата е утврден со уредбата на владата за висина на надоместот за приватизација на градежно земјиште од 2011 година. Тој истакна дека не само во овој случај, туку и во други случаи, откако е донесена оваа уредба, се спроведени и други вакви приватизации. Набрзо потенцира, ќе се направи и промена во уредбата и ова ќе биде последен случај што по оваа цена е приватизирано земјиште. Со промената ќе има и по реални цени. А сега веднаш преминуваме на вас, драги гледачи, и вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Па ја не знам ова кој го приватизира и како го приватизира. Чи го било овој земјиште да се приватизира. Ние приватно своје земјиште уште не можеме да го приватизираме, а овдека се прави све преку трупа. Ајде, приватизирај, дај, продев. Ова е катастрофа невидена. Ја не знам, ова испадна како вицето 1 евро и не знам црквата и ова она. Значи ова е срамотно нешто што се прави. Зашто толку не подценуваат народот? Не сме ние толку неписмени или не знам кој збор да го кажам. Имат толку народ за овако што е пописмени, културен. Ајде да се изразам културен, не е толку писмената колку културата на човекот. Писменоста не е толку важна колку културата. Меѓутоа, ова што се прави, ова е катастрофа. Ја не знам кој збор да го кажам и како да го кажам. Купуј, продај, приватизирај, дај си на овој, Боже мо, татко му од дома, некој го донел. А ова се играат со народни пари, народно земјиште, ова е све народно, не е лично на никого. Ја не можам да ја сватам оваа влада како си игра со народот. Па дајте еден закон, они све некои закони носат како нив им одговара од оваа држава, од онаја. Па никој пут еднашка не се најде еден да малку да среди и да направи. Така, заед си направи, све си отиде сега у Дубај и баш му е гајле. Не остави како што не остави. Си го наполни товарот и приватизација и све, народот сеам нека лупа го. Благодарам, го цениме вашето мислење и тоа што се вклучивте во црвена линија. А сега време за коментари. Сега малце време да посветиме внимание на нашите коментари кои стигаат на црвена линија на Facebook. Има два коментари. Првиот коментар е од Лилијана, кој гласи: тој што го прода, тој го купува. Искорумпирани политичари и криминалци уништуваат државата. На било која тема да се разговара, тоа е одговорот. Тоа беше коментарот на Лилијана, а сега идеме на Слободанка, кој гласи: и јас за другар прашувам, има ли пилот во авионот? А копилот? Инаку мене ми понудија, ама не ми се допана локацијата. Убав викенд на двајцата.
Убав викенд и до Слободанка. Благодарам што коментирате. Продолжете така на Facebook Црвена линија, секако Instagram и Twitter, и таму може да шернувате и лајкнувате. А сега вклучуваме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, секој добро. Може да кажам добар ден, заспан народ. Ја не знам дали ние сме марсовци или овие што не водат се марсовци. 90-тите години ги оставија на улица луѓето, земајќи ги фабриките по багателни цени и со овие махинации како сега со земјиштето што прават. Така и ова. Другари, ќе ја купат Македонија со наши пари. Гледате ли какви се кредити зимаат и народот не знае каде идат кредитите, а само не вртат у круг. Важно, одиме во Европа. Надајте се, одиме во Европа. Јас бев са бајле у Европа, да ви кажам право, ама у нашава фабрика за чоколади. Слушајте да ви кажам. Ова е смешна работа. Ако веќе се продава вакво земјоште, треба да има конкурс, јавно надавање. Па и јас и сите ние што се јавуваме да имаме можност да купиме ако имаме пари. А не само тие политичарите и тие богаташите. А знаете ли вие сега тој да писте колку пари да го продава, колку пари ќе заработи? Ова ќе испадне иста ситуација како кулите пред Трговски што се градат. Ќе падне у заборав година дена, кога ќе почне да се гради. За жал времето истече и ве молам припазете на тајмерот. А сега идеме со наш следен гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Златното правило? Намалете го тонот на ТВ приемникот за подобро да не слушнете. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме. одлично. Црвена линија, повелете. Се обраќам до сите жители во државата. И привремено. Доста демагогија. Од кога е ова? Ова е после дефектната приватизација, створија дефектно, монструозно високи цуми, богатства криминални, го уништија правниот систем и кога нема правен систем, што се замара? Правен систем. Тогаш ќе има држава. Кога нема правен систем, не може да има некои посилни, да речем, големи држави. Ево Германија се уништи правниот систем. На таков начин исто да се уништеше како гајна се веш, трета, четврта, натам. Исто ќе беше тој ќе беше држава. Има микроправен систем за обичните, да речем, ситни кражби, да речем, ситни работи. И ситните работи дори, обвинетиот, должникот, тужениот, што не е во право како е сужен, грото е така. Ако плати, исто, правен систем ќе нема. Ќе се пресуди оград. До кога демагогија овде? Вака, така и ваки. Ни се исклучи гледачот. Благодарам што го споделивте вашето мислење. Веднаш преминуваме на следен. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Ве слушаме, одлично, добар ден. Овде во Баровско село Орна. Голем поздрав во Ороска. Така, јас малку покасно се уклучија, ма темата е мислине за пласовите, така? Во центарот на Скопје 1 метар квадратен 7 евра. Да. Има ли уштебе за еден другар прашува? Сиромаќе се дае такво нешто да се направи. Само на нив. Па доста не цифра веќе. Срамота ова што се прави. Па до кога вака ќе издржиш во Македонија и македонски народ? Па како тоа 7... Тоа е смешно без 7 евра. У Ормање одека 30.000 евра. 30.000 евра. Квадрат де грешам и јас не можам да узбудена сум за тоа. Се нервирам се со вакви работи, па до кога овој ќе биде вака бре луѓе? Па зашто нема некој да му застане на путо на те човек, да му се спрече тоа нешто? Па да се даде на народот, да даде сиромасите. Па не ли гледат бре веќе народот за леп гладува? А они
ќе градат згради 15 катници. Па ово е срамота што се работи бе. Не се наситија и не се наситија. Самале слушам и преска го кажав кај вашите. Ово е од Мултино. Милиција го чува. Па она кој бил добар никој нема да го кепа него, зашто да го чува милиција. Него крал и сега се плаче. За жал времето истече, а сега мислам дека е малце време да посветиме внимание на социјалните мрежи повторно. Идеме со наш нов коментар и од Лидија. Ова што се случува е без преседан. Се купува, се продава, а народот гладува. Се знае лекот. Се знае лекот кој е, ама ако напишам, ќе ме стават в затвор. Продолжувајте да коментирате на Facebook, Црвена линија, Instagram и Twitter, а секако вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија. Поздрав до 20 новинари и водители. А сега јас сакам да кажам, јас сум од Вакаревска Камерин. Кајде са метар квадрат е 10 евра. А сега разпоредете. Метар квадрат за изгледба е 10 евра. А во Скопје ти не. А ние требаше да дадем да купуваме во Скопје, а не во Вакаревска Камерин. Ами тоа е срамота. Срамота што се работи. Овие албанците што се сакаат си работи и дават нашите. Па бил груински клип. Немојте луѓе, гледате правдата. Зашто правдата ќе стигне еден ден. Абе Ахмети е тамо, убесен луѓе. Ахмети го е там в телевизијата. Ни груински, ни овај па градоначалникот на ова, на центар. Ахмети го е Според там. вас, кој треба да одговара, да речеме, за распродажба на државно земјиште? Како треба тоа? Јас мислам, спрема мене. То општина таму, кој центар беше, не? А нормално градоначалникот. Кој ќе одговара? Не може да одговара овој транспорт и врти. Овој градоначалникот прво. Треба да даде градоначалник виза на овие од влада, па тога ќе се продаде земјище. Каде се така, па ја там не знам. Кај Скопје. 90 секунди истекоа, благодарам за вклучувањето. Вклучуваме нов. Добар ден. Добар ден. Ако може и малку погласно, Црвена линија, повелете. Благодарам. Мислам доволно е гласно. Да, добре. Одлични сте. Благодарам. Поздрав до вас, 20 добри водители, па да Благодарам. почнеме. Благодарам. Па ми се чини дека сепак мора да има виновник, кога нешто се сгреши, значи мора да имаме виновник. Јас овдека од сите овие согледувања што ги имам во моје сознание, што сум читал, слушал, значи за мене виновник ќе биде претходната власт која го донела тој закон да земјиште не може се продава без да има одредено државна цена за одредено земјиште. Тоа е сторено нека 2013 година кога е донесен тој закон. И за мене ќе го поврзам со случајот кај кулите во кај Holiday Inn, значи кога Богдановиќ од петни жили се трудеше да го поништи дупот за да нема градење на згради. Тоа е слично со ово, значи не можеше сите напори, не, така да, значи тој закон кој ќе важе од негдека 2013 се применува и сега и овдека не би нашол вина кај господинот на нов градоначалник на општина Центар. Но јас ќе најдам замерка што сите тие продажби не се продаваат по системот конкурс. Кој ќе биде значи со најдобра понуда, тој да го добие. Дали е политичар, дали е обичен граѓанин, не е битно. Благодарам за вклучувањето. Веднаш ќе прочитам и уште еден коментар имаме на... Така, имаме нов коментар на нашата социјална мрежа на Facebook. Од Владо. Организирана мафија. За жал тоа е кај нас и не може да се искорени. Без оглед на тоа кој е на власт. Дали едните или другите со децени, поздрав до емисијата. Тоа беше коментарот на Владо. Поздрав и до Владо. Да, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Намалете го тонот на ТВ премникот, односно телевизорот, за убаво јасно се слушаме. И трета среќа. Добар ден, намалете го тонот, се слушаме. Јас и телефонија има. Добар ден. Добре, ве колку за подсетување додека да вклучиме гледач, само да ве подсетиме дека
Најбрзо и најдобро може да се информирате доколку ја посетите и страната telma.com.mk. Ние во оваато дрежа имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично Ајде ве да кажам слушаме. неколку збора. Да ве слушнеме. Да, секако. Ова, значи, вака. Државава, која ја води државава? Ја води мафија. Ова е јасно, сите го знаат, мислам, поготово албанската мафија што е на власт. Затоа што нашите не смеат да писнат, затоа што ќе се растори коалицијата. Тие што сакаат прават. Се знае како се прави, значи корупција огромна. Се делат, значи провизии се земаат, се делат това, толку ќе го продадеме, толку за мене, толку за тебе и така. Значи, тие кога киднапираат пратеници, а камоли за ова. За све се служат со секакви методи. И крајно време е веќе да се свести овај народ и да дојде крај на ова веќе незаконска власт. Зошто? Да ви кажам... А еве да ве прашаме за нашата анкета од нашите социјални мрежи на Инстаграм. Дали би купиле парцела во центар на Скопје за 7 евра од квадрат? Да, не. Вие како ќе ни одговорите? Па како за 7 евра, тоа нигде го нема во светот. Тоа не може да се случи, како може тоа? Тоа срамота, страшно. Да ви кажам отворено, значи, не може ова веќе да се издржи што се случува. Ево сега со цениве со горива, гледаш како го платкаат народот, пак на грбот на народот. Покачуваат секој дневно цени и на крај после ќе дадат некој попусти кој ги ето тие дали, а фактички лажно го лажат народот. Значи крајно време народот се свести ова мафија што не води се ево и со цените со нафтените деривати, гледајте. Така, не навредливи само зборови, до крај. Ама не навредливи истина. За жал времето истече. Благодарам што се вклучивте. Значи, и ве напомена за секој нареден што ќе се вклучи, кажете го вашиот став без навредливи зборови, говор на образот да не се вклучи црвената линија. А одиме веднаш со вклучување на следен гледач. Добар ден. Добар ден. Да, Да, ве се слушаме. слушаме. Црвена линија, добар ден. Добар ден, секој добро, повелете. Многу убава емисија имате. Поздрав до колегата и вас водителке. Благодарам многу. Пријатни, симпатични. Сакаме да кажеме убава темата е. Ова е катастрофално. Целото земјиште го испозимава. Најголеми богаташи се градоначалниците. Сите. Вработените си купуваат прифатни имоти, државно земјиште, после го продаваат, по 1 евро го купуваат, по 7 евра, по 10 го продаваат, тоа е хаос. Целото земјиште го испозимаа на народот. Те си го приватизираат под закупи, под заеми, тоа е катастрофа. Само катастрот и општините, сите градоначалници се исти. Мора тоа да се раскорени еднашно. Се плаќало даноци, прифатни земјишта на луѓето, прадедовци, дедовци, имоти, чували се, дојде државата, све го зима, плачеме, немаме земја што да работиме, тоа е хаос. Хаос е. Преземете некои мерки, ова е стварно некоја геопрова инспекција по катастари, по земјоделие, по општини, по тоа најголеми богаташи стана. Убав ден и чувајте се, пријатно. Убав ден, ви посакуваме и вам и еве последна информација дека антикорупцијска утвара предмет за овој случај ќе се проверува како била спроведена приватизацијата на земјиштето кое било државно. И сега повторно одиме, најверојатно има уште коментари на нашите Facebook. социјални мрежи на Facebook, односно, да, во коментари на тема на денот, имаме нов коментар од Абдула. Неговиот коментар гласи: секоја држава има мафија, кај нас мафијата има држава. Кратко и јасно од Абдула. Продолжете да коментирате на Facebook, секако ги споделуваме коментарите и во црвена линија, а одиме со вклучување на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав од мене. Голем поздрав и до вас. И убаво расположение. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Вака, ја мислам дека цената 7 евра достигната е до некоја цел, затоа што во прошлите години се продаваше 1 евро од квадрат. Така да мислам дека напредуваме. Меѓутоа, кога ќе ги отвориме огласите за продажба на станови во Скопје, во центар, 1600, 1700, 2000 евра квадратот, што е ова антикорупцијска, дали е ова урбана мафија,
Кај го има ова, го нема нигде, господо, 1 квадрат прошлите, ај да не засемам партии, некои си прошли власти продава 1 евро квадрат и тие донесоа одлуката. Сега 7 евра. 7 евра во центар на Скопје нема никаде, само ако е тоа спроведено преку некоја урбана мафија. Министерството. Да, ама како што кажа мојата колешка Тина, антикорупцијска отвори случај за овој предмет? Па, џабе ако е продадено, значи се има тука сега пенали и со овој што го купил, ќе бара оштета и се ги знаеме тие малверзации. Меѓутоа, сакам да споредам, 7 евра купува 1700-2000 евра 1 квадрат. За жал времето истече. Благодарам што се вклучивте. Имаме нов коментар на нашата социјална мрежа, ама овој пат од Инстаграм и убав коментар, позитивен, да го прочитаме. Поздрав до вас двајцата, најдобри сте и програмата Црвена линија ви е најдобра. Имајте убав викенд. Посакувам убав викенд, продолжете да коментирате, темата е во центарот на Скопје, 1 метар квадратен, 7 евра. Има ли уште такво нешто? И секако ќе потсетиме дека антикорупцијска започна со постапка за да се утврди регуларноста на оваа приватизација. Добар ден! Добар ден! Ало, добар ден. Добар ден, малку погласно ќе ве молиме. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас и вашата емисија. Голем поздрав и до вас. И гледам тука 7 евра метар квадратен. Да. Па ова е добро, до сега без пари го зема, а сега е 7 евра. Добро е, супер. Значи, проблема е. Вака сме воспитани, чим трчаме по партии да влегуваме и да фаќаме позиции, сите вака трчаат, да си земат нешто без пари. Тоа е. До кога ќе оде ова вака, не знам, пак сме криви ние самите. Што избираме вакви луѓе, кој да е на власт, и ќе трпиме. И за лет ќе трпиме. Според вас, кој треба да одговара за ваквите распродажби на државно земјиште? Па има институции кои треба да одговара. Има обвинителство, има суд. Тие тоа може да го решат. Институциите. Да, еве, исто така може и да прашаме нашето анкетно прашање. Дали би купиле парцела во центар на Скопје за 7 евра од квадрат? Поради ние за лет немаме не парцела да купиме. Така. Имате уште 19 секунди, тоа би било се или? Тоа може да биде се, дај може да се среди работа. Тоа е најбитно. Секако останате со Црвена линија до самиот крај. И одиме со вклучување на следен гледач. Благодарам што се вклучивте секако. Добар ден! Добар ден! Црвена линија, повелете. Во врска со земјиштето, односно тоа е паркот, единствениот парк што остана во центар, кој треба да одговара? Јас мислам треба да одговара тој што го потпишал речението од Министерството за транспорт и врски, затоа што јас го даунлодирав речението, на интернет го има, таму стриктно пишува дека доколку дека има право да отуѓува државата, доколку е во согласност со планот. Меѓутоа, на деталните урбанистички планови таму постои точно е кога што вела дека има хотел и стамбена зграда, меѓутоа 6 спратови плюс поткровле. Значи, не ги исполнил условите што ги пишува во закон, а во Министерството му подпишале решение и Министерството за транспорт и урбанизам му дало согласност за отуѓување. Тоа треба да се позанимаваат посериозно институциите, али најмногу би сакала да потенцирам дека со ова што е продадено земјиште, останатиот дел од паркот е предвиден за кружен тек, тука значи чисто бетон ќе биде. Една трепка земја нема да остане. Така. Од центарот. Истекоа 90 секунди, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Она што следува сега е малку реклами и се враќаме повторно на нас.
Еве сме назад после кратките реклами, а сега да ги видиме крајните резултати на нашата анкета која беше поставена на нашите социјални мрежи, односно нашата социјална мрежа на Црвена линија на Инстаграм. Дали би купиле парцела во центар на Скопје за 7 евро на квадрат? Да, гласа 89%, а не 11%. Еве едно кусо резиме. Државно земјиште на атрактивна локација во строгиот дел на центар на главниот град беше продадена за 7 евра по метар квадратен, а должината на земјиштето изнесуваше 663 метри квадратни, значи за квадратен метар 7 евра. Но последна информација дека антикорупцијска веќе ќе спроведе процес каде што ќе се провери регуларноста на тоа како е изведена продажбата, приватизацијата на ова државно земјиште. И тука некаде, драги мои, е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Секако ве потсетуваме за брзо информирање и добри квалитетни вести telma.com.mk и ве препуштаме на програмата на Телма. Тео се подготвува за викенд. Така е, исто и вие, имајте убав викенд. Пријатно.